Не брзете. Секако доколку јас брзам, ќе мора и вие да побрзате, но ете, јас не брзам. Всушност, дури и доколку јас брзам, вие не мора да брзате, но секако би морале сепак да извршите вашата работа со оптималната или барем минималната брзина која ви е наложена од работодавачот. Сигурно таа е наведена и во вашиот договор за работа, освен ако вие самата не сте собственик на паркингот, но тогаш пак морате да имате договор за работа што подразбира и правила на работење и затоа не може да бидете иземени од правилното извршување на вашите работни обврски. Тоа што сте евентуално газдарица на самата себе, исто така не ве ослободува од должноста да ги почитувате законите за работни односи. Како што од аспект на работничка, исто така не сте ослободени од обврските со кои законски сте се обврзали да ги извршувате според правилата, а се соодветно опишани во конкретниот договор кој сте го склучували со самата себе. Секако не се исклучува и можноста вие да не сте газдарица на паркингот, а тоа е да е некоја друга личност, машко или женско, што не е мала разлика. Доколку е машко, исто има значење неговиот брачен статус, а да не зборуваме дека од уште поголемо значење е и статусот на фирмата, кој се определува основно преку банкарското конто, платените рати за евентуалните кредити, а замислете, фирмата може дури да е под стечај, па сега вие да одработувате за минатите долгови. Секако, вие за тоа земате плата, но во наведениот случај газдата не е газда, туку имате некаков стечаен управник кој сигурно ликвидирал многу вакви фирми претходно. Па сега ова го прави рутински, не му е грижа дали вие ќе го извршувате тоа што треба така како што треба. Тој или таа сигурно сега не ни размислуваат колку ќе е потребно на оваа фирма да ги врати долговите, затоа што и онака си земаат плата која замислете ќе престане да им ја исплаќаат во моментот кога ќе се ликвидира фирмата. А тоа за нив не е добро и затоа ќе се обидат да ја одолговлечат ова ликвидација. Но јас немам никакви претензии кон тоа дека вашиот случај е токму ваков како што го опишав. Еве, што би се случило доколку предпоставиме дека наместо газ да имате газдарица, која е грда и бескрајно и љубомори на вашата симпатичност. Таа наверојатно затоа и ве вработила за да ве понижи со ова работно место. Да бидам искрен, вие ми изгледате како некоја високо образована личност. Може би се лажам, но тоа ми го зборува интуицијата. Го знаете тоа необјаснливо чувство кое упорно ви тврди дека нештото е така без да има ни најмал доказ за тоа. Верувајте, јас не сум таков човек во суштина да верувам во празни приказни. Вашата картичка, господине. Која е поточно? Имам виза, мастер, American Express и уште две. Би можел да ви дадам да ги погледнете само одалеко, во никој случај од двете страни, затоа што ќе го видите тајниот код. Реков тајниот, а и самиот не верувам во тоа. Всушност никој не верува, затоа што како може нешто да биде тајно истовремено и да е видливо и тоа буквално видливо. Убав ден денес. Се надевам смената бргу ќе ви заврши, пак имате доволно време да прошетате некоде во природа. Колку е убаво во природа. Малку работи се гледаат, а многу работи се одржи. Вие се смешкате многу симпатично. Тоа сте го вежбали или природно ви доаѓа така? Мола? Реков, која картичка сакате да ја видите? Картичката за паркинг. Паркинг на Васил Михаил. Драмска логореа за сите манифестации на баналните комплицирања во македонското општество. Прилично неинтелигентна страст да му се комплицира животот на другиот на сите можни начини.